Денеска имаме историски ден во кој што Северна Македонија отпочнува изградба на аутопатишта во должина од 110 км, кои што ќе бидат со врвен квалитет и кои што конечно после онаа запоставеност во времето на комунизмот, кога Македонија не била поврзана ниту на исток, ниту на запад од политички причини, туку била поврзана само на север и нешто на југ, бидејќи ние во независна Македонија го довршувавме автопатот кон југ, конечно ќе имаме држава која што ќе има и коридор 10 завршен и коридор 8 завршен. И од држава која што е во центарот на Балканот, наместо како до пред извесно време, кога бевме повеќе кружен тек отколку раскрсница, сега конечно ќе станеме раскрсница. Бидејќи со изградбата на коридорот 8, автопатот кон Албанија, со изградбата на коридорот 8, експресниот пат кон Крива Паланка, кој што се гради од страна на Штрабак и Гранит, со изградбата на железничката пруга кон Бугарија и со изградбата на железничката пруга кон Албанија, Северна Македонија конечно ќе ги има двата коридора кои што ќе ја направат раскрсница. И второ, ќе имаме излез на 3 пристаништа. Ние до сега сме излегувале само на едно пристаниште. Прашајте ги бизнисмените како изгледа да ви стигне контейнер во новото Порто Романо пристаниште во Драч, да има драјпорт во Струга. Тоа значи дека бродските листови нема да доспеваат за плаќање во Драч или како сега што доспеваат во Солун, туку ќе доспеваат на македонска територија. Тоа ќе им обезбеди поголема ликвидност на македонските компании и поголеми можности за трговија. Да продолжам. Кога зборуваме за инфраструктурно поврзување значи и поврзување со енергенси. Ние покрај ова веќе го поврзавме конечно гасоводот од Жидилово до Битола. Тој е завршен и затоа сега Битола влегува во втора фаза на гасификација на градот, бидејќи конечно Битола од 84-та како е почна рек Битола да се прави, конечно има газ во Битола. И второ, на крајот на оваа година ќе започне изградбата и на гасоводот од Грција кон Северна Македонија. Тоа значи дека нема да имаме само еден гасовод, туку ќе имаме два гасовода. Доколку од Албанија почне да се прави и трет гасовод со оглед на плановите за LNG терминали во Албанија, тогаш ќе имаме и трет. И со тоа ќе станеме држава која што конечно ќе биде раскрсница и центар на Балканот. И тоа се стратешките проекти кои што ако ги нацртаме на мапа, тоа ќе ја видите нивното значење и за постојниве компании, и за идните компании, и за земја членка на Европска унија кој што ќе станеме. Бидејќи во моментот кој ќе станеме земја членка на Европска унија, тогаш избор на секоја компанија е дали дирекцијата на својата компанија ќе ја направи во Виена, во Загреб или во Скопје е ирелевантно. Бидејќи тоа е компанија која што е во земја членка на Европска унија. Ние тоа не го знаеме и не го ни зборуваме. Овде единствено се зборува како нешто да не се направи. Ја цело време од прв ден кога сум дојден, зборувам нешто како да се направи. Цело време од прв ден кога сум дојден, се соочувам со кочници. Цел ден опозицијата нешто блокира, цел ден вади лажни вести, цел ден се шири некаква хистерија и од проектот кој што имаме 1,3 милиарди евра проект со обезбедено буџетско финансирање, со поддршка од Соединетите американски држави, кај нас главна тема е дали некој некаде во некоја друга држава имал кривична пријава. Па ако имал кривична пријава, одма нека му се поднесе и тука кривична пријава, нека го провери обвинителството. Ви благодарам.